Здраво на сите, здраво токен падок заедница. Вечерва сме пак исто со вас, јас и Дарко Симоновски. Денешниот подкаст, односно темата за денешното видео, ќе биде токенизација. Токенизацијата е исто дел од модерната економија и благодарение на блокчейн технологијата, јас мислам дека токенизацијата ќе направи револуција во општеството. Буквално има можност сегде да се спроведи таа, има огромна придобивка, било која држава или било кој ќе одлучи на таков начин, доколку одлучи некој да токенизира нешто, ќе има најверојатно огромна придобивка. Сега, што е токенизација и што се е потребно пред да започне процесот на токенизација? Предлагам да пуштиме едно видео, дали имаше ти претходно снимано буквално за цел овој процес, па да пуштиме видеото да ги гледаме и после тоа може да објасниме малку подетално. Токенизацијата е еден феномен што го носи самината блокчейн технологија. Еве пример сега сакам да ви кажам. Имаме моментално проекти што, пример, можат да купат фракционално имот. Како тоа? Пример, да речеме дека некој сака да купи стан, да речеме во Охрид, на туристичко место. И сега не може да си дозволи да одвои 80.000 евра за станот. Но меѓутоа, со ова блокчейн технологија ќе биде возможно, пример, да има тројца купци на тој стан и да можат сите да го имат истовремено и да го направат тоа преку токенизирање. Значи, токенизација на се, токенизација на акции македонски. Што значи тоа? Кога би се направило такво нешто, би имал секој инвеститор од цел свет, не само македонците, во акциите македонски. Тоа значи инпут во економијата. Океј, супер. Од видеото видовме дека се зборува за регулација на криптовалути, имплементација на блокчейн технологијата и нормално во тој дел спаѓа и токенизацијата на проекти. Сега Даре ќе ти дам наједноставно, ако можеш да ни објасниш, дури мало детали да разбери што е токенизација и зашто ни е потребна таа. Прво, за регулација за криптовалутите да се регулира. Значи, мора да има законска регулатива за криптовалутите, за да може понатака другите работи да се случуваат. Одредена правилна регулација на криптовалутите, што презентира тие, како ќе бидат, во која законска рамка, на кој начин. Значи, кога би имале едно такво законско решение, во тој случај и на крајот идеме на токенизација. Токенизација представува кога одредени финансиски средства или одредени услуги или производи каде што можат во вид на дигитален токен да се трансферираат за да може вредноста на таквите услуги, продукти или финансиски пазари средства, односно финансиски средства, да тие да може да бидат на блокчейн, а по потреба на приватна фирма може да бидат и на централизиран леџер, односно приватен блокчейн го викаат тоа. Private blockchain, затоа што не е open source како нели Ethereum, Bitcoin, значи во таа смисла. Значи, токенизација може да има на се. Се што постои може буквално од реалниот свет да се токенизира. Значи тоа би било накратко за токенизација. Така, да речеме, јас имам некаква компанија. Небитно каква компанија. Јас ако одлучам да ја токенизирам таа компанија, прво што би требало јас да направам за таа да се токенизира, и втора работа, какви придобивки јас би имал од цел тој процес. Зашто да ја токенизирам компанијата или било и што и да е друго, не знам, куќа нека биде, стан, бидејќи буквално се да се токенизира. Значи од уметнички слики, буквално од се. Да. Еве вака сега, значи пример, јас затоа и тоа го спомнав и претходно многу пати и спомнав пример за токенизирање на акции. Значи, пред да навлеземе во овие работи, морам да прецизирам дека овие работи звучат многу абстрактно за луѓе што не се едуцирани во врска за блокчейн. За сите што научиле што е блокчейн
и што знаат криптовалути, токени, коини, за нив е јасно што зборуваме. Отприлика, значи, и нив им е јасно за што, за каков процес станува збор. И дека тоа е сосема возможно. Сега, за овие другиве што немаат за блокчейн, јас ги замолувам, ако некој не гледа што, не знае што е блокчейн, ги замолувам да прочитаат за блокчейн, за да може после да разберат зошто ова ние го зборуваме и зошто јас тоа го спомнував претходно на моите интервјуа, претходно, многу пати. И како тоа може да влие. Тоа ќе дојдеме во мобетот понатака. Сега сакам додам конкретно, нели, на пример за, нели, фирмата. Да речеме еве пример, ќе кажеме фирма популарна алколоид, еве бесплатна реклама ќе им направиме. Значи најсилна фирма во Македонија во берзата, најсигурно одат акциите на алкалоид моментално. Значи не моментално, јас би рекол последните 20 години, значи најстабилен раст на наша домашна фирма. Јас сум горд, јас би сакал да има што повеќе фирми што ќе бидат. Јас ги почитувам сите предприемачи и ги почитувам сите луѓе, бизнисмени и ги поддржувам затоа што единствен начин за државата да крене финансиски, да има повеќе производство и така натака, и тоа дефинитивно овој сектор е многу битен. Значи бизнис секторот е клучен фактор. Кој може на берза да оди? Значи да појасниме и за тие што не се запознаени за финансиски средства. Значи, кога некој пример сака сега, да речеме Дарко или Оливер, сака да купи акции на алкалоид, ние мора да одиме кај брокер, брокерска куќа, за да можеме да направиме договор со брокерот за евентуално брокерот да купи акции за нас. Пошто ние директно не можеме. За жал така е. Дали само на македонска берза, ако сака некој да купи акции, мора да оди преку брокер, или доколку сакам и од компании од светска берза да се мора преку брокери, дали ние во Македонија имаме право да купуваме акции од компании што се на други берзи надвор од Македонија? Дали имаш... Да, тоа ќе дојдам сега и до тоа, сакам да кажам. Значи, поентата што е? Значи, првото ограничување е што мора да одиме преку брокер. Значи, трета страна, каде што брокерите, јас колку што сум запознаен, земаат голем процент, 10%, 15% од ќар земаат. Значи, тоа е сериозен процент, значи, буквално се делџи. И плюс треба услугите нивни да се платат. Значи, тоа е, не е баш многу пријатна работа, пријатен процес за секој. Сега, тоа е првото ограничување и многу битно што на тој начин луѓето се ограничуваат. Второто ограничување, и јас би рекол исто така многу битно, тоа е веќе за самиот маркет. Второто ограничување е што, пример сега, да речеме од алкалоид, можат да купат луѓе само од Македонија, фирми, луѓе, банки, било кој, значи можат од Македонија или некои одредени, да речеме, компании, односно брокерски фирми, што имаат подпишано договор со таа фирма и значи да можат евентуално тие што имаат договор да можат од странство евентуално некоја друга држава, некои други луѓе или фирми или банки да можат да земат акции, пример во конкретно од алкалоид. Сега, и тука имаме, како што спомнавме, две лимитирања. Значи првото беше одиме преку трета страна, значи очекуваме некој да ни посредник бараме ние, да ни посредува. Затоа што законот ти вика мора доиш преку посредник. Тоа е едната работа, и втората работа, која што рековме, ограничување на местото. Значи само фактички не географски тука кај што си. Тука е проблем. И тоа е голем проблем. Прво е проблем за самите корисници. Затоа што не секој може да дојде до таа акција. Тоа е една работа. Втора работа е аксесот на пристапот на други инвеститори, евентуално други инвеститори од други држави. Ние сега ставаме во закон дека токенот што ќе се испушти презентира акција и дека ние го прифаќаме тој отворен леџер, дистрибуиран, децентрализиран леџер, значи блокчейн,
Значи затоа тие работи мора да додат чекор по чекор. И во тој случај кога би се ставило тоа токен на таа акција конкретно, во тој случај, значи секој еден инвеститор од било каде во светот може да купи акции. Од било каде во светот може да купи акции и да биде легитимен собственик на акција. Тоа е една позитивна работа. Втора позитивна работа. Од таа маркет капитализација што имаме денес, значи, таа маркет капитализација минимално може да прерасне во минимум пута 10. Минимум. Значи, што значи тоа? Ќе стане 10 пати повредна фирма. Јас не познавам некој менаџер на фирма или раководство што не би сакале вредноста на нивните акции да оди горе, односно вредноста на фирмата. Значи јас не познавам некој така што ќе рече не сакам. Нели? Употреба и имплементација на блокчейн технологија. Исто и во законска рамка, мора и правно тоа да се реши. Од озгора иде таа токенизација. И таа токенизација ќе ни дозволи прилив во буџетот. Значи, кога би се направила таа регулација, сите тие работи да се стават во законска рамка, нормално, затоа јас тоа го пишував и го објавував повеќе пати, значи државата ќе стане побогата, народот ќе стане побогат, ќе има повеќе прилив во буџетот. Значи, економијата ќе застане на нозе. И јас тоа знам како можам да го направам, знам како може да се направи сето тоа. И имам луѓе, програмери, што можат во секој момент тоа да го направат. Ти знаеш добро, јас веќе најавив, TokenPaddock ќе нуди услуги за токенизација. Секој од секаде во светот ќе може на TokenPaddock да дојде да се обрати кај нас во TokenPaddock и да побара токенизација за било што. И ние ќе можеме да ја направиме таа токенизација. Значи, покрај што може да се токенизираат компании, акции, исто така може да се токенизираат, значи, финансиски инструменти, уметнички дела, недвижности, не знам, буквално се она што е во физичкиот свет може да се постави на блокчейн технологија. И на некој начин токенизацијата значи делење на собствеништвото. Во случајов, доколку некоја компанија се наоѓа само на македонска берза, први неограничена да можат луѓе да купуваат само од Македонија акции на неа и сето тоа да го прават преку брокер. А доколку таа компанија се токенизира, односно акциите нејзини се токенизираат, во тој случај луѓе од целиот свет ќе имаат право да ги купуваат, ќе нема потреба да оди преку брокер и со тоа кога огромен број на луѓе ќе ги купуваат тие, која ќе има голема побарувачка автоматски и цената на тие акции ќе му растеше. Значи, од ова се што разбрав јас, токенизацијата му помага на компаниите да стегнат нов свеж капитал и да имаат многу поголем пазар кај ќе продаваат нивните акции. Дали има некакви негативни страни токенизацијата? Токенизацијата како процес нема никакви негативни страни. Значи, единствено негативност би била ако некој пробува да токенизира нешто што не е регулирано во државата. Затоа јас пак ќе се вратам. Затоа јас цело време им зборувам на овие представници што се на власта. За мене, морам да прецизирам, за мене не ми е битно кој е на власт. За мене се исто кој е на власт. Мене ми е битно тој што е на власт да има слух за некој која му кажува нешто што може да има бенефит и државата, и институции, и луѓето, едноставно економијата да ја крени. Значи, тоа е тоа. Негативност кај токенизација нема, не постои. Позитивност има милиони, можеме да ги наброиме многу примери. Еве пример уште еден за токенизација. Кога токенизираш нешто, ти ако тој токен е на отворен јавен блокчейн, еве Ethereum пример ќе го спомнам, во тој случај ти си достапен на целиот свет. Ти не си повеќе локален пазар, ти стануваш светски пазар. Значи, ако тоа не е бенефит, не знам што. Даде супер пример за компаниите, значи исто тоа може да се искористи и за спортски клубови. Буквално има многу спортски клубови кои што веќе се токенизирани, односно
имаат фан токени. На socios.com веб страна може да се разгледаат повеќе токени од Барселона, Манчестер, Реал. Така да, значи, не само компании, туку и спортските клубови исто ќе имаат огромен бенефит од сето ова и буквално и многу други може да искористат тој процес на токенизација. Особено според мене многу добра работа за некој човек кој што има некаква идеја, а нема капитал да ја реализира таа идеја. Според мене ова е еден од многу добар начин како да собери почетен капитал за да го реализира сето тоа. Сега, нормално цел тој процес ICO, STO, еве на кратко дали ќе можеш да објасниш што значи ICO, што значи STO, IPO, тие се дел, значи поими кои што најверојатно ги имаат слушнат или ќе ги слушнат нашите гледачи доколку изгуглаат што е токенизација, најверојатно ќе му излезат дел од тие поими. Така да еве на кратко пример доколку некој би сакал да започне, не знам, некаков проект или компанија, на каков начин преку токенизација би можел да стигне до средства, односно капитал. Да. Значи како што реков, зависи за каков вид на токен зборуваме, за каков тип на токен се станува збор. Ако е како што рековме, ако е некој токен што презентира акции, во тој случај не можеме да одиме на тој процес затоа што тој токен би презентирал акција. Затоа што спомнати ICO пример. ICO значи Initial Coin Offering. Значи тоа е нешто слично имаме IDO се викаат тие. Initial Decentralized Offering. Значи тоа е на пример на одредени платформи, пример има таква како Launchpad се тие, Launchpad. Значи тоа е место каде што фактички многу проекти го презентираат својот проект таму на тие платформи и фактички од самите учесници во таа платформа да добијат средства за нивниот проект да го остварат. Значи тоа би било значи како едно краудфандинг да речеме популарно што е, нели? Значи ова исто му иде, само е фактички Launchpad, така го викаат популарно. Значи тие ICO се случуваат на Launchpad, најпопуларен е на Binance, исто така и можам да речам со најголем удел најверојатно. Исто така има многу други популарни, пример Gitcoin, има пример Polkastarter, тие се најпознати што ги спомнав, има и други што го работат тоа и доста успешно. Во последно време има доста IDO, доста Launchpads такви и тоа е добро затоа што се нуди можност фактички на секој еден блокчейн имаме одредени платформи што го прават. Имаме Launchpad за Solana, имаме Launchpad за Polygon Matic. Еве сега го спремаат оние да имаат свој Launchpad само за Polygon Matic, евентуално што ги излагале нови проекти. Така да тие ICO, Initial Coin Offering, тоа значи иницијално нудење на коинот, тоа би дошло во превод. Значи имаат можности сите тие што имаат добар проект, нешто евентуално да се испробаат, затоа што таму голема е конкуренцијата. Ти добро знаеш дека криптосветот е децентрализиран, кога нешто е децентрализирано имаме конкуренција од секаде. Значи тука има голем прогрес и има луѓе што учествуваат од секаде, од цел свет. Така да дефинитивно има навистина да речам голема конкуренција, но меѓутоа исто така има потенцијал и можност ако вашиот проект е добар да го презентирате таму и да добиете доволно средства за да го остварите проектот. Така да тоа е ICO да го објасниме и во тој процес исто така се дава airdrop популарно, значи каде што се даваат прв пат се шири таа приказна за одреден проект и им се дава поклон, токени, коини, зависи за што станува збор, односно криптовалути, на учесници што сакаат да учествуваат во airdrops и така да, значи тој процес на ICO во кратки црти да го кажеме. Како што кажа, има повеќе блокчейни, смартчейни кај што може да се токенизира, односно се прави целата таа токенизација на проекти. Сега кажа, не знам, Ethereum, Binance, Solana,
Matic, Zenic и многу други се. Според тебе, што е клучно? Пример, ако јас сакам да токенизирам, да си ја токенизирам мојата компанија. А имам на избор многу блокчейни. Што би ми било мене клучно за да одберам да се токенизирам на Ethereum, а не на Binance, или на Matic, или на Zenic, а не на, не знам, не на Ethereum. Значи, што би требало да гледаат луѓето, кои предности на нивниот блокчейн или смартчейн, за да може да се токенизира. Кои се луѓето што го градат нештото и зошто го градат и зависи кој стои за нив. Значи, тоа е многу битно. Зборувам за финансиски, кој стои за нив. Сега, ако пример Cardano фондацијата, пример се кажувам, поддржи одреден проект што би се случил на Cardano, значи во тој случај тие што го градат нештото ќе одат на Cardano. Сега, значи најбитно што е во оваа цела приказна, морам да го напоменам, тоа и пишував јас и пишував исто така во книгата Фундаменти на криптоиндустријата, објаснив таму накратко за програмските јазици. Значи, многу е битно и програмскиот јазик. Еве пример да објасниме. Ethereum. Ethereum, значи, има одредени програмски јазици што користи, али најбитниот што мора секој еден да го знае, што е во криптосветот, тоа е Solidity. Solidity е тој програмски јазик што е употребен и за паметните договори. Значи, исто така. Сега, зошто Polygon? Чудно, или е само една од добрите работи? Пример, дали е битно блокчейнот да е побрз? Еве, конкретно Ethereum. Ethereum има најголема мрежа, меѓутоа провизијата на трансакциите е многу поголема во споредба со, не знам, со Binance, да ги земиме. Сега, јас како собственик, дали мене поќе би ми одговарало да има побрзи трансакции и помала провизија, или пак многу повеќе би ми одговарало да имам голем комјунити, бидејќи тие што се комјунити на Ethereum, не значи дека сите ќе го видат мојот проект. Нормално шансите се многу поголеми во споредба со ако биде на Phantom или на некој друг. Меѓутоа, кога ќе направам разлика дали да барам поголема комјунити или побрзи трансакции или поевтини провизии, што тука според тебе најмногу се исплаќа да гледаат луѓето кои што сакаат нешто? Одлична забелешка, Оли. Еве сега ќе прецизираме, значи еве конкретно, значи ние нашиот проект ќе го лансираме на Polygon Matic. Па после ќе го префрлиме исто така ќе биде мултичейн на повеќе блокчейн мрежи. Сега да појасниме, значи за тие што не знаат. EVM, Ethereum виртуална машина. Што значи тоа? Тоа значи истиот програмски јазик што е употребен на Ethereum, истиот програмски јазик што се користи за паметни договори, се користи на одредени мрежи. Пример, да појасниме за гледачите. Сите Layer 2, сите втори слоеви, значи во случајов и Polygon Matic како најсилниот и најпознатиот Layer 2, слој 2 на Ethereum. Тој фактички е блокчейн што е зависен од Ethereum. Пример, ако Ethereum не постои, не може ни Polygon да постои. И сите други Layer 2, Optimism, Arbitrum и така натака. Сега, значи тоа е голема предност. Значи зборуваме за една мрежа многу голема. Слој 1. Како Binance, пример, што го спомна. Binance исто така е EVM компатибилен. EVM, значи Ethereum Virtual Machine компатибилен. Тоа значи дека истите smart contracts можеш да ги copy-paste и да ги ставиш на Binance. И истата таа апликација што и да е, што ја градиш на Ethereum, почнувајќи на Ethereum пример, или на било која можеш ти од Binance да почнеш. Не е тоа спорно. Значи, ако е EVM компатибилно, тогаш ти имаш уште додатни други мрежи. Пример, Avalanche да го спомниме. Avalanche е слој 0. Нулта слој. Така технички е. Layer 0. Но меѓутоа, тоа е EVM компатибилен. Тоа значи дека истата пракса можеме да ја направиме, истата таа апликација можеме на Avalanche да изградиме. И истата можеме на Layer 1, слој 1 Binance да изградиме. Значи,
Кога е EVM компатибилен, затоа Ethereum е многу битен, затоа што Ethereum е исто така на тој начин многу лесно е да се поврзи за тие апликации да бидат и на други мрежи, затоа што другите мрежи се трудат да бидат EVM. Сега, значи како што рече ти, да избегнеме пример за нашите корисници евентуално трошкови, затоа одиме на Polygon. Но меѓутоа може да си немаш ти штета да стои на Ethereum, затоа што ако се сеќаваш, што и во книгата го пишував за блокчейн трилемата. Значи, имаме три работи што се многу битни, како блокчейнот ќе биде конструиран. И тие се децентрализираност, сигурност и брзина. Сега, и тоа е како еден триаголник. И сега, значи, на таа трилема, програмерите кога го прават тој блокчейн, тие одлучуваат кој пат ќе го фатат. Дали ќе одат во таа трилема можеш да одбереш само две работи. Не можеш трите, не можеш да бидеш брз, децентрализиран и сигурен. Не може тоа. Не оди тоа така. Програмерите, инвеститорите, што одлучиле, тоа е целта што сакаат да направат. Ако пример градевме на Cardano, ние не можеме таа истата платформа да ја префрлиме, односно да ја изградиме на Ethereum. Не можеме на Binance. Зошто? Овие се EVM компатибилни. Cardano не е компатибилен EVM. Зошто? Оти користи сосема друг програмски јазик. Да. Solana, истата приказна. Solana користи друг програмски јазик. Раст во ситуација. Значи, и не може истата апликација да ја имаш на Solana. Види сега, значи, ти можеш да ја изградиш, ние не викаме не, значи може да се изгради апликацијата, но меѓутоа и немаш таа компатибилност во смисла одма да ги префрлиш истите смарт контракс и многу лесно можеш да изградиш на другиве. А на другиве треба од почеток да градиш. Сега пример да речеме Uniswap, да сака да биде на Solana. И Uniswap ќе треба од почеток да се гради, од првиот код по код да се гради таа апликација на Solana, на нивниот програмски јазик. Или на Cardano, ако беше пример, на нивниот. Така да, таа е таа работа што сакав, убаво што е спомнавме. Така, супер, ова беше многу битно за гледачите да разберат дека доколку токенизираме, ние не треба да бидеме само на еден блокчейн, туку истата таа програма, така речем, истиот програмски јазик функционира на сите што се компатибилни. Почни со коин токен. Може ти ли да им кажеш на сите што не следат за кој ни токен разликата, па да продолжим. Во ред вака, значи, коинот, односно криптовалутата е валута изградена на блокчейн и секој коин си има собствен блокчейн и функционира на собствениот блокчейн. А доколку токен, тоа е средство кој што, односно дигитална валута, кој што функционира на блокчейн на некоја криптовалута. Наједноставно да сватиме, Ethereum е коин, меѓутоа на Ethereum има многу токени кои што функционираат на тој блокчейн. Така да разликата меѓу едното и другото е што коинот си има собствен блокчейн, функционира на тој, а токените функционираат на блокчейни на други блокчейни. Сега, да се надоврзам и на второто прашање што ти ја поставив, конкретно од мене јас би дал пример покрај овие што се најпознати Ethereum, Binance, мислам дека и Zenik е еден од коините кои што гледам голем потенцијал во иднина, кој што ги нуди исти овие услуги на токенизација. Значи, пред некое време започнаа да токенизираат филм, кој што е првиот филм од Европа кој што се токенизирал. И покрај филмот веќе имаат започнаа да токенизираат хедж фондови, недвижности, исто така и гради големо комјунити, така да гледам потенцијал во тој токен. Исто така, многу е битно, прега го кажа, ти треба да се напомени дека и токен падот ќе нуди такви можности, односно услуги, кај што други компании или луѓе ќе можат буквално да се токенизираат. Сега, како тоа ќе оди, повеќе детали ќе направиме едно посебно видео, каде што ќе можеме да објасниме што се ние како заедница што можеме да му понудиме и тоа е според мене супер, бидејќи компанија особено тука од Македонија да нуди таква можност, тоа е иновации, мислам и револуција, мислам дека
од она јас што знам, мислам дека е единствена во Македонија компанија која што ја нуди такви услуги, на Балканот единствени ќе бидеме на Балканот. И ќе бидеме од неколку, би рекол, можеби една рака, не знам, 10 фирми што го прават тоа во светот. Сега колку за да разберат луѓето колкав е овој маркет на токенизација. Значи на statista.com има една статистика кај што вели до 2030 година над 27 трилиони долари ќе се токенизираат, односно имот буквално недвижнини се и се што во маркет кап од 27 трилиони ќе биде токенизирано. Значи, компанија која што, така речено, започнува сега, има можност огромен дел од тој колач да фати. Доволно е ние како токен падок 0,1% од цел тој маркет кап да фатиме, тоа би било супер за нас, нормално и за економијата тука во Македонија. Сега, покрај тие некои работи, еве на кратко твои предлози и твои коини кои што би било добро да ги има секој да ги чува на подолг рок, а кои што дават ваква можност токенизирање. Искрено ти кажам, нема такви многу, како што реков. Значи нема многу, Зеник е еден од малкуте што го нуда тоа и што имаат собствен блокчейн и така натака. Има една исто така еден токен јас што го чувам од фирма од Словенија, таа е словенска фирма, што прави токенизација. Фактички ние тоа што би го правиле би биле втори на Балканот, поточно. Сега, кај нив работата што тие малку се лимитирани за начинот на токенизација. И повеќе акцент имаат, се викаат Block Square, значи ќе пишеме во описот на видеото за нив. И тие нудат исто така токенизација на недвижности. И тоа е интересната работа, но меѓутоа, како што реков, Словенија е една од државите што има доста регулативи, закони, законски решенија во врска за криптовалутите и за токенизирање. И кога имаш една таква клима, можеш да токенизираш се. Сега, пример да речеме, само сакав да појаснам. Кога ние токен падок ќе почнеме со тие услуги, ние ќе нудиме токенизирање на услуги само што се исклучиво на блокчейн. Не можеме ние да нудиме токенизирање на недвижности. Зошто? Од кај нас, тие што се на власт, поим нема за крипто, поим нема за блокчейн, поим нема за токенизација. И си не гледаат вака сега како марсовци овде нешто, што зборуваат луѓе. Али добро, окей, тоа го разбирам, ја ги разбирам нив. Али имаат сега имаат и книги да се доцираат. Јас планирам и книга за токенизација да пишувам, за регулативи и токенизација. И здравје Боже, која ќе ја напишам таа книга, пошто сепак захтева доста време и напор да се направи една книга да се напиши, така да која ќе ја напишам, ќе им дам копија на тие што се представници во власта и се надевам дека можеби ќе прочитаат, пошто повеќето се со оскудно знаење или со никакво знаење во врска за ова што зборуваме и затоа им звучи како абстрактно на повеќето луѓе. Али токен падок, како што реков, да се навратам, ќе нуди за сега услуги каде што можат секој еден да токенизира за одредени платформи. Например, ако некој сака да изгради DeFi платформа преку токен падок, нашите програмери што ги имаме насекаде во светот, имаме мрежа на програмери, тоа да го појаснам, ќе можат да изработат по нарачка за секој еден клиент се што сака, што може да се направи во денешното Web3. Значи тоа ќе оправиме. А за разлика, пример, овие Block Square, што ги спомнувам, тие прават друго нешто, тие токенизираат недвижности, но меѓутоа тие имаат регулатива во Словенија. А што се однесува за Зеник? Зеник истите работи прави, недвижности и други работи, компании, токенизирање, но меѓутоа, пак, кога идеме во еден таков процес да токенизираме компанија или акциите на таа компанија, или сакаме да токенизираме недвижности, мора да имаш ти регулативи во државата. Иначе во тој случај тоа не важи. Сепак морам да прецизирам дека ова ние што го зборуваме
Овој е муабет од иднината. Зошто? Затоа што ова нешто што ќе биде секојдневна појава после 5-6 години. Значи, ние сме сега на почетокот, на зачетокот на токенизацијата. Токенизација зборувам во сите сфери на општеството, значи за тој дел зборувам. Така да, значи, дефинитивно ова блокчейн технологијата тоа го возможува. Самата блокчейн технологија возможува да има токенизација. Сега планираме, значи токен падок истото, мислам различно ќе правиме, но меѓутоа и ние ќе токенизираме, но меѓутоа на малку различен начин, односно на децентрализиран, како што реков, за готови апликации. Како што реков, DeFi платформи, дури Hot Wallet, ако сака некој да си има свој wallet, пример како MetaMask, некој сака инвеститор да си има свој wallet и да заработува од тоа што би имал свој wallet, ќе заработува трансакции и така натака. Ние преку токен падок, кога правиш нешто каде што повеќето луѓе не го разбираат, е тешко. Значи, факт е дека е тешко, не оди лесно, но меѓутоа сепак ние сме на вистинскиот пат и за тоа сум сигурен. Први е супер кажа, правиме муабет од иднината, тоа е исто како, не знам, во 95-та година, некој да ни објаснуваше што е имейл, што е Facebook, Instagram, буквално така иде. И тоа, за разлика од порано, сега многу побрзо се случуваат процесите и мислам дека во наредните неколку години ќе се случат работи за кои што претходно тие промени да се случиле ќе требало многу повеќе време. Сега, благодарение на технологијата, интернетот, информациите, се е позабрзано, така мислам дека добро е за публиката кој што не следи да ги дознава овие информации пред да се случат. Така да зашто и Google е најмоćна компанија, има најголем број на информации. Денес живееме во информатичко општество и многу битно кога ќе ја слушнеме информацијата и уште побитно од кој ќе ја слушнеме информацијата. Во ред, фала ти многу за времето. Фала ти што продолжуваш вака да едуцираш сите. Јас буквално уживам во сите овие видеа и се повеќе учам. Дури работи кои што претходно сум ги слушнал, кои ги слушнам втор пат, трет пат, веќе малце поинаку ги прецепирам и се доразјаснуваат. Така да, еве на кратко можеш нешто и ти да дадеш како заклучок сето ова, една одјава да направиш и се надевам дека ќе не следат гледачите на наредните видеа, кај што ќе опатиме и други интересни теми од блокчейн и од криптовалутите. Да. Оли, ти благодарам за твоето учество, ти благодарам што си дел од Токен Падок и се надевам дека на гледачите им се допаднало видео, добија една нова перспектива, освен едно исто што го гледаме на YouTube, каде што само се презентира некои графикони на техничка анализа. Значи, имавме интересен разговор, нешто ново им понудивме на луѓето, нова перспектива. Ќе оставиме, значи, линкови за сите овие работи што зборувавме, каде што може да се информираат и за Zenik, и за Blocksquare, и за одредени работи за токенизација, каде што може да најдат дополнително други информации. И секако дека кога ќе дојдеме на моментот каде што и Токен Падок тоа ќе почне да го прави, ќе направиме специјално видео за тоа и ќе дискутираме што како нова услуга што тоа ние нудиме. Како и да е, значи, им благодарам на сите што не гледа, се надам дека им се допадна видеото и ние, како што кажавме, продолжуваме со овие крипто подкаст. Обично ќе бидеме ние тука со Оли, но меѓутоа секогаш ќе имаме и други што ќе ни се придружат и ќе учествуваме во различни дебати и разговори каде што можеме сите еден од друг да учиме и да растиме со тоа и со тоа да одиме во прогрес напред кон иднината и да креираме една подобра иднина за сите нас. Им благодарам на сите што ме гледа и се гледаме на наредното видео.